Zunica. Otvoren magazin со Валентина Божиновска. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. Вие сте со емисијата Зуница, јас сум Валентина Божиновска. Сосема во право сте ако денеска изутрина станете и го погледнете времето да се облечете малку повеќе, затоа што времето е и влажно и студеникаво, и се надевам дека возрастните луѓе кои излекуваат, а и младите, нема човек кој не подкашлува и кој нема проблем со респираторните органи, на вистина не чека уште една недела каде што ќе се појави студот и ќе биде можеби повлажно од она што го имаме денешниот ден. Но, почитувани слушатели, како што секогаш сме на самиот почеток од Радио Слободна Македонија од емисијата Зуница, ветуваме тема или избираме темата која беше актуелна во текот на минатата недела. Дозволете, размислував многу што е тема за во 10 часот, а да не ги нарушам ниту помладите, ниту позрелите, ниту пак повозрастните од темата, да не ги исклучам од она што значи историски континуитет, од она што значи сознание, да се знае, да се отворат страниците наназад, што се случувало, низ што поминувала една генерација, особено затоа што кога се подсетуваме понекогаш, почитувани слушатели, и си припомнуваме, но и останува нешто длабоко за оние што слушаат, дека никогаш не било се така цветно во оваа држава и дека имало илјадници генерации кои се бореле да дојдат до она што денеска го имаме. Она што беше значено во оваа недела е конечно, она што 5 месеци 6 замајувањето од страна на председателот на Социјалдемократскиот сојуз со активираната бомба која многумина од печатените електронските медиуми ќе кажат дека буквално се гранатираше и испука во неговиот джеб. Јас само ќе додадам дека тоа, почитувани слушатели, ниту е ново, ниту пак нешто може да изненади, особено за оние кои што знаат како се одвиваше независноста на Република Македонија од 91-та година, со оглед на фактот што креаторите на тајните служби секогаш во клучни моменти во Република Македонија, уважени слушатели, сакале да го разрушат внатрешниот систем на државата, особено сакале да при клучни моменти на решавање, дали тоа е влезот во ЕУ, во НАТО или пак некаков извештај или решавање на спорот со црквата, секогаш се случувале работи кои ја разнишувале стабилноста и уставниот поредок на државата. Упадот на тајните служби, како што ќе каже и господинот Заев, се всушност упад на поредокот, на уставниот поредок на Република Македонија, или дозволете во овие утрински мигови да изговорам дека тоа е всушност уништување на желбата на граѓаните за оние кои на легален начин, значи со избори, ја имаат добиено власта. Зошто, почитувани слушатели, се случува тоа? Затоа што кога се зајакнува една држава, кога таа станува се економски појака и помоќна, со едноставни зборови ќе говорам утринава, гледајќи токму спротив владата од две причини, затоа што кога влегуваат директни странски инвестиции на соседните држави, не им е ниту мило да се создава една појака Република Македонија, посилна и поздрава, ако сакате, и економски и политички, затоа секогаш наоѓаат такви личности кои ќе успеат, преку кои успеваат да го загрозат чувството на економска позитивна, да речеме, моментнална стратегија, но и, ако сакате, и политичка, се разбира. Не се сомневам дека решавањето на спорот со името со соседна Грција е тема која допрва ќе следува во Република Македонија, за која ќе се одгатнуваат многу работи и навистина вчера гледавме и шоуто на Миленко шоу, но гледавме и паралелно и 24 часа многумина од експертите на оваа тема кажаа дека сакаат разнебитување на македонскиот народ, сакаат нереди, сакаат заминување на сите оние директни странски инвеститори кои се дојдени да направат турбуленции, страф,
во народот, да направат немир во народот и навистина тоа е систем кој Социјалдемократскиот сојуз, почитувани слушатели, го правела од 91 година. Имам право, легитимно право како уредник на оваа емисија да кажам две работи, дека сум била во парламентот во 2001 година кога Бранко Црвенковски ја отвори аферата Големото уво, кога навистина вџашени во тој миг не знаевме апсолутно што се случуваше еден ден во парламентот и се знаеше дека всушност и тој во тој период со помош на странските служби требаше да ја бутне тогашната влада и навистина 2002 година тогаш ВМРО ДПМН изгуби. Идејата беше да се направи широка коалиција, таа широка коалиција и се направи. Добро се сеќавате, после дојде кризата, војната и еден куп работи кои едно по друго се случува, едноставно се создаде еден таков политички вакуум, дозволете да кажам, или една стресна состојба во државата од која се знаеше дека нема бегање од падот на тогашната влада. Истоветно сакам да ја поистоветам сегашната состојба во која господинот Заев сакаше да воведе и сака да воведе страв, паника меѓу народот, она што странските служби секогаш работеле. Но оваа емисија, почитувани слушатели, ја посветувам на сите оние кои се сеќаваат на миговите кога се создаваше Независна Република Македонија. Да ве потсетам дека првиот премиер на Република Македонија, господинот Никола Клюсев, има оставено, фала му, и уште еднашка се заблагодарувам на неговата фондација Никола Клюсев, на неговото семејство и на еден таков апостол што имавме во Република Македонија. Човек бестрашен, свој на патриотските ставови, една ретка харизматична личност со еден вознесен патриотски дух во себе, бестрашлив, кој со одредени луѓе во тој период, предпоставувам, и особено со господинот министер за внатрешни работи Јордан Мијалков, немаше да се случат многу работи во неизвестноста за независна и суверена Република Македонија, особено во периодот кога, почитувани слушатели, се правеше, односно се потпишуваше декларацијата за независна Република Македонија, која сега стои во музеот на ВМРО, и особено за периодот, сакам да ги потсетам слушателите, кога се зимаше воената евиденција во Република Македонија, односно кога се напушташе, кога од овие простори ја напушташе Југословенската армија. Само да потсетам дека оваа емисија ќе ја посветиме на академик Никола Клюсев, на неговата книга Предизвици, односно Верба и измама, Бесониноки, во кој кажува како, почитувани слушатели, во тој период контраобавештајната служба ги прислушкувала и им ги знаела идеите и намерите однапред пред неколку недели. Сушност, сакам да ја потсетам публиката како академик Клюсев мудро се однесувал во тој период и колку всушност бил стеснет во тој период да се работува само со малкумина луѓе, се со една цел да ја застане на нозе Република Македонија. Тука ви благодарам, ќе направам малку пауза, одиме со музика од студиото. Vječno sunce sja, tamo je Makedonija, narod i zemlja koju volim ja. Dok Vardar grli polja zrelog žita, ponosna i gorda kao gorska ptica, pjesmom je svojom zemlja da očarala srca sva i vino sa izvora njenih sad pijem ja. Besmrtna ko srce što vjekovima bije, tuđinska nikad ona bila nije. Zastava njena nek se vječno vije.
sve. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav. Tamo je Makedonija, narod i zemlja koju volim ja. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve, dužno ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubav. Zunica. Otvoren magazin sa Valentina Božinovska. Reklami. Makedonija je zemlja na graditelju. Slavi me, gradi me i poveduva. Beton ja gradi Makedonije. Zdravo, Mac. Se vrati od škola? Da, mamo. Ама съм уморен. Синоќа, доколку играше на компјутер? Каква врска има тоа? Па има, што не одиш малку надвор, да се повозите со точак. Или земи топка, па викни некого за баскет. Ме мрзи. А освен тоа, никој не ќе да излезе. Сите играат на компјутер, ќе си легна. А ти кога ќе дојдеш? Околу 6. А сакаш после да се возиме со точаци? Не можам. После ќе ни дојдат гости. Мора да спремам ништо за јадење. Имаш шницли во рерната и чоколаден круасан за после. Ај, земи ништо, занимавај се на компјутер додека да дојдам. Уф, ништо чудно се чувствувам. Ми се врти. Кажи му и газиран сок да се напие за енергија. И немој да си излегла со него да се провозите. Гостите се најважни.
Маја, да ти кажам, научните истражувања ја докажаа директната врска на седечкиот начин на живот со заболувањата на модерното време. Срце и кардиоваскуларниот систем, карциноми, алергии, автоимуни болести, како артритис, склерози, алцхаймер, реуматични болести. Па што да се прави? Луѓето се на работа, без автомобил и никаква работа не можеш да завршиш. Со точак на работа не бива. Морам да сум испеглана и свежа, со странки работа. На работа, скали имате? 20 на скали, нагоре-надоле, 2 до 3 пати во денот. Ете ти блага вежба. Попладне сигурно имаш саат време да одвоиш за една прошетка околу населбата. Јас би сакала некако фитнес, но со семејството не можеме да се вклопиме. Еден сака кошарка, друг тенис, сопругот сака телевизија, а игралиштето во паркчето долу е празно. Ниедно дете нема. Да, современиот начин на живот тешко се усогласува со здравата исхрана и неопходното движење. Всушност, во само 50 години, начинот на живот драстично се смени во однос на илјадниците години пред тоа. Мораме да практикуваме здрави навики. Еден час во денот за физичка работа или прошетка секој може да одвои. Да ги научиме нашите деца на тоа што е квалитетен живот. На крајот на краиштата, за здравието се работи. Епа, на здравие! Живеј здраво! Живеј среќно! Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, како што кажав на самиот почеток, Република Македонија од независноста наваму секогаш ја треселе разни афери, но и секогаш странските служби имале достатно доволна причина за нејзина дестабилизација. Можеби случувањата во Украина, победата на Сириза и на Ципрас, овдека и сакањето од негова страна да излезе од Европската Унија, настаните во Косово сете тоа се глобални политички струјења кои ја зафаќаат и Република Македонија, но она што секогаш било тажно и за жал и кај мене предизвикувало морничави моменти е она што домашњата, ке рече академик Никола Клюсев во неговата книга Предизвици, домашната пета колона сакала да ја дестабилизира државата. Бомбата на Заев пукна во него, кај него самиот, но предпоставувам дека она што ќе треба да следува ќе биде само една машинерија која не е непозната, затоа и оваа емисија, уважени слушатели, ја посветувам на првиот премиер на независна Република Македонија, академик Никола Клюсев, кој заради тоа што мислам дека знаел што се може да и се случува на државата, многу уредно ја имаше ставено во неговата книга Предизвици бесони ноки. Се сеќавам на неговата промоција која ја правевме во Домот на армијата, колку му беше важно да се прочита, да се пред публиката делот во кој тогаш заедно со тогашниот министер за внатрешни работи господинот Јордан Мијалков, самите двајца се обиделе да ја тргнат воената евиденција. Буквално самите двајци со тогашниот заменик министер за правда господинот Аџи Санков. Јас се припомнувам и на моментите на 92-93 година, почитувани слушатели, затоа што на самиот почеток од емисијата кажав за аферата Големото уво, но си припомнувам дека цела тогашна интелектуална сила која се појавуваше и беше светлина на денот, особено уредниците на Глас, на тогашното списание на ВМРО ДПМН, Глас, едно списание кое ја придвижуваше, тогаш се појави Република, ја придвижуваше интелектуалната сила, иако тоа беше со многу страв, со многу скрб во себе. Дозволете да ви кажам дека во еден од броевите од Глас на ВМРО ДПМН, еден од неговите уредници, Љупчо Анастасов, инаку исклучителен интелектуалец, вработен во македонската радио и телевизија, водеше човекот емисија за филм и беше добар филмач, добар познавач и добар критичар на филмот, се обиде во Глас на ВМРО да искаже своји ставови за тогашната служба, за контраобавештајната служба и за УБК, и тогаш во 92 година најави дека ќе пишува книга. За жал,
по неколку дена човекот го најдовме под сомнителни околности, убиен во собствениот стан. Како сега се сеќавам, бидејќи лично присуствував на неговиот погреб со неговата фамилија, инаку внук на познатиот сликар Родолјуб Анастасов, сами во тој период без свештеници отидовме во Бутел да побараме место, не ни даваа место и да го погребаме. Сосема на крајот од гробиштата се погреба еден од уредниците на тогашното списание Глас на ВМРО ДПМН. Зошто го говорам ова, почитувани слушатели? Затоа што и тогаш, како што ќе каже академик Никола Клюсев, службите работеа на интелектуалните мисли, интелектуалците да ги снема, да не може да го искажат својот став, особено за одгатнување на тогашните служби. Еве, може би сосема случајно и имав потреба овие денови да го спомнам името на Љупчо Анастасов, ќе речам повторно двигател на тогашната интелектуална сила, заедно со Симе Симев, Јордан Даниловски, Милош Линдро и многу други. Во неговата книга академик Никола Клюсев ќе каже дека ќе го објаснува спектаклот што пламтеше во референдумот и ќе напише: референдумот за независна македонска земја со солзи радосници потекоа од сите нас. Изборната комисија соопшти дека од сите излезени гласачи на 70%, околу 93 се изјасниле за независна македонска држава. Радоста поради масовната поддршка на референдумот се измеша со надежите на смевките, песните на масата народ кои тогаш беа членови на македонската влада. Многу луѓе во тој период се присетувам дека беа затворени во своите кабинети, со страф размислуваа како да ја напушта државата. Тогашниот председател Киро Глигоров не сакаше да излезе на трибината, на митингот што беше горе на бината, а колку што се сеќавам, ја ќе ве потсетам во книгата, тогаш цело време, нели, заедно со тогашниот министер за надворешни работи Денко Малевски размислуваа како дека е невозможно да се остане независна Република Македонија, како да се врати повторно во некаков сојуз или да се врати барем во сојуз со соседството. Се сеќавам на академик Никола Клюсев, кој вика во неговата книга, вели, додека едни со невиден трепет, восхит и радост ги преживувавме тие прекрасни мигови, други со страф одеа, заминува и само да кажам, цитирам од страна 91 страница од неговата книга Предизвици, ќе напише: во една од трибините во кој народот го запознававме за независна Република Македонија, го прашувам министерот за информации, го прашувам каде се наоѓа и шефот на протоколот. Добива информации дека министерот за внатрешни работи и други членови на раководството на партиите конвертити. Информациите ги добива од тогашниот министер за внатрешни работи, дека Бранко Црвенковски и други се видени во еден дискобар, а председателот на Собранието и председателот на Пројугословенската реформска партија, господин Стојан Андов, е забележан на јужната граница во реонот Дојран Гевгелија на пат за Солун. Тогашната влада, протоколот, Министерството за внатрешни работи не беа информирани за неговото напуштање на републиката. Замислете, председателот на владата, господинот Никола Клюсов, невозможно било за тој период да не биде информиран. Пред 2 години ќе запише господинот Никола Клюсев во неговата книга Предизвици. Значи, по 2 години дознава во една од изјавите на едно новинарско прашање на ТВ Скопје дека заминал на меѓународен саем во Солун да го испита пулсот на грците за нашиот референдум. Ќе запише академик Никола Клюсев и ќе додаде, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, колку несериозно и смешно. Ова од причини што без знаење на владата таква дејност председателот на Собранието не може да врши. Тоа не е во делокругот на неговата активност. Замислете, тогашниот председател Стојан Андов отишол да праша на меѓународен саем што мислат грците за македонскиот референдум, почитувани слушатели, за нашата независност.
Академик Клюсев, особено во книгата Предизвици, се настојува да го објасне подривачката дејност на агентурата на контраобавештајната служба. Референдумот контраобавештајната служба не сака да успее. КОС и Југословенската армија имаат намера да ја ликвидираат владата на Република Македонија како сеционистичка, националистичка. Зошто? Затоа што има една цел да се отцепи од Југославија. Ако во тие планови постоje и спасители кои ќе ја преземат власта во Македонија, се разбира дека во тој период во Република Македонија 91 година постоеа многу југословенски партии, сателити на тогашната служба на КОС, кои извршува и ги вршеа тие гнасни чинови. Морам да ве подсетам дека во тој период, ке запише академик Клюсев, наспроти едни кои живееа во схитувачката радост на независна држава, со мнозинството членови од тогашната влада и грлесто укажува дека може да се издржи сам независен, суверен ентитет Република Македонија, суверенитет, грлесто други укажуваа дека Македонија не може да опстане ниту економски, ниту одбрамбено. Дозволете да ви исцитирам едно парче од неговата книга. Некои од министрите, Денко Малевски во известна смисла и Ристо Дамјановски во идејата за независна држава, гледа и настапуваа прво плашливо, ироничено, а најпосле со презир. Денко Малевски јавно го искажуваше тоа: независност може да направите, но без мене. Во животот е така, често ќе слушнете, вели Едгар Морен, дека луѓето не ги деградираат големите удари на судбината, туку неосетното и лесно скршнување. Но дали тоа беше скршнување лесно и неосетно? Тој што проесудуваше тогашниот председател на државата, Киро Глигоров, даваше ваква оценка: оставете го човекот да не го загубиме, тој не мисли така. Значи, председателот на државата, на Киро Глигоров, тогаш и го поддржувал Денко Малевски. Владата на 2 седмици го осудуваше гледањето на Денко Малевски како колебливо, судбинско, а председателот Глигоров 2 пати енергично го бранеше и заштитуваше во парламентот кога се бараше неговата демисија. За жал, не смогна сили тоа да го стори кога беше во прашање паѓањето на владата. Почитувани слушатели, сакам исто така да ви го кажам делот во кој академик Клюсев ќе каже за прислушкувањето во тој дел кога сакале да ја одземат воената евиденција и бојкотот на Југословенската армија. Инаку се заблагодарува на тогашните членови на владата Мијалков, Наумов, Ристевски, Димитров, Андов, и кога им ја соопштува идејата за одземање на воената евиденција, сите едногласно се согласија и единствено министерот за внатрешни работи Јордан Мијалков беше известен од негова страна, значи од страната на академик Клюсев, и вели во текот на разговорот во кабинетот со тогашниот министер Мијалков, возбуден, стана, ја симна сликата на Тито. Рековме, ние сме независна држава, имаме свој председател на држава, имаме своја влада, имаме свој парламент, тие се одговорни да ги решаваат сите проблеми во државата и веќе нема смисла ништо заедничко да имаме со Југославија. Почитувани слушатели, академик Никола Клюсев добива информација од Министерството за внатрешни работи за засилено влијание на контраобавештајната служба и во секретаријатот за внатрешни работи на град Скопје и во некои вестници. Тогаш јас добро се сеќавам Пулс и други, и особено парламентарците кои војува во тој период. Да не заборавам дека пред да се случи да ви соопштам таа акција, единствено во тој период министерот за внатрешни работи Мијалков и академик Никола Клюсев како премиер, замислете, 30 дена пред да започне акцијата, катадневно секој ден ги менувале становите во кои одседнувале, оделе во различни станови, се со една цел, затоа што знаеле дека во тој период биле прислушкувани. Ке запише академик Клюсев: баравме доверливи луѓе за успешно извршување на акцијата. Добив информации дека контраобавештајната служба ни ги прислушкува телефоните. Поради тоа планиравме упад во поштата. Додека се подготвуваше тоа, контраобавештајната служба најверојатно ја открива нашата намера
и навреме преку својата агентура, преку сателитите од тогашните југословенски партии, односно политичките партии кои беа тогаш во 91 година, брзо интервенираа и се повлекоа. Еден ден во мугрите ќе запише академик Љусев, органите на нашата безбедност упаднаа во главната пошта на Македонија. Беа изненадени, пронајдоа само 30 прислушкувачи, и тоа на беззначени личности, повеќето странски државјани. Потоа, академик Љусев, како премиер, бара да се изврши електронска проверка во владините кабинети и во кабинетот на претседателот на Републиката. И во тој домен немаше резултати. Реков, Добро соработува контраобавештајната служба со некои органи на нашата безбедност, а можеби со некои политички личности. Немале можност, почитувани слушатели, во тој период брзо да откријат и да добиваат информации. Единствено што можел да се направи некакви известни кадровски промени, ќе каже академик Љусев. Баравме млади интелектуалци, патриоти. Почитувани слушатели, ова е делот во кој академик Љусев кажува како всушност се започнува и стартува одзимањето на воената евиденција и бојкотот на југословенската армија. Во вториот дел на нашата емисија ќе ве потсетам како се одвиваше тоа и особено ја посветувам оваа емисија на нашиот великан, патриот во современата политичка историја, првиот премиер академик Никола Љусев, кој ревносно ова го запишувал дека не е ново прислушкувањето и дека странските служби секогаш работеле за поделба и за раслојување на Република Македонија. Одиме со музика од студиото. Јас намерно денеска започнував со Дадо Топич, почитувани слушатели, со една негова исклучителна песна во која има толку многу сочност за Република Македонија и толку многу патриотизам, а сега ќе ја најавам песната на Калјопи "Едно име имаме".
koji se rodio do tebe i život od ko dava za tebe. Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: трговија со афери, најголем губитник е Македонија. Тајни за власт, што ветиле македончињата? Интервју Јури Гончарук, агресијата на Русија не турка кон НАТО. Етничката наспроти кривичната одговорност, каде се вкрстуваат нормите во пуч. Екстремист не се станува со раѓање, нетолерантноста го засилува радикализмот. Земјоделците на удар, поплавата ќе ги погоди и пазарите. Со секојдневни нови информации следете не на republika.mk. Новиот број е во продажба од 6 февруари. Универзитет за туризам и менеджмент Скопје. Едноставно најдобри. www.utms.edu.mk. Радио Слободна Македонија. Така, почитувани слушатели, треба да се навратиме кон она што е напишано некогаш одамна, но е мощна актуелно во овие денови, тоа е книгата Предизвици и бесони ноки на академик Никола Клюсев, првиот председател на владата на Република Македонија. Ништо што ова деновиве ни се случува од страна на Социјалдемократскиот сојуз и на подривањето на уставниот поредок од страна на Заев и на неговите истомисленици не е ниту ново, ниту ни се случува прв пат. Напротив, кој што ќе ја допре ќе има оваа книга која е мощна и актуелна во овој период, во кој недвосмислено ги раскажува истите работи кои му се случувале тогаш на академик Никола Клюсев и на неговата прва влада, дека растурањето на одредени политички партии биле секогаш тема на Република Македонија, била тема на Социјалдемократскиот сојуз, методологијата, начинот била секогаш иста, почитувани слушатели. Затоа го одбрав делот од неговата книга за повлекувањето на воената евиденција после референдумот, бојкотот на југословенската армија, затоа што има две суштествени работи. Страшливоста, Киро Глигоров се наоѓа тогаш во Белград, бега, Денко Малевски не гласа за, остануваат буквално тројца кои можат да ја тргнат воената евиденција. Тоа се министерот Јордан Мијалков, министерот за одбрана Тодор Аџисанков и академик Никола Клюсев. Тројца луѓе заедно сами, буквално и тајки секоја вечер во различни станови, затоа што знаеле дека тогашната контраобавештајна служба работи со тогашниот председател и со сите и дека биле прислушкувани како и на кој начин ја подготвувале тогашната акција. Цитирам: една вечер околу 18 часот министерот Јордан Мијалков во придружба на подсекретарот на Министерството за одбрана Тодор Аџисанков пристигна кај мене дома. Поведовме краток разговор за проблемите што ни ги наметнуваше југословенската армија. Го гледам министерот Мијалков, возбуден со стегнати вилици. На лицето му ползеше пледо-желта боја, од очите му зрачеше надежна насмевка. Криеше немир, криеше чуден неспокој. Таков го немав видено дотогаш. Го познавам од раните детски дни, во палавите игри низ тесните штипски сокаци.
Подоцна во студентските години живеевме во истан, јас како дипломиран економист, тој како студент по право. Добро му ги знаев страните, имаше пожртвувано срце, секогаш за заштита на другија, најмалку за себе. Носеше безгранична љубов кон своите пријатели. Неговиот темперамент беше во извесен расчекор со службата што ја вршеше. Таа бараше тон на смиреност, а не на нагласена бунтовност. Но во службата го криеше безпрекорна преданост и љубов кон татковината. Тој создаде блиски односи со тогашната полиција, се бореше за нејзиниот статус и го засакаа сите вработени во Министерството за внатрешни работи како татко. Беше парадигма Јордан Мијалков на чист, невин патриот, задоено дете со гоцевата заклетва смрт или слобода за Македонија, напишана на зидот на неговата спална соба во Штип. И како министер, до последен здив, ке каже академик Љусев, се бореше за самостојна Република Македонија. Таа пожртвуваност ги засенуваше сите недоречености што се врзуваа за неговото име. И до ден денес, убеден сум, дека неговата енигматична смрт е плод на пресуда на неговата висока патриотска предаденост. Таа смрт не обврзува на темелно расветлување. Во тој период, Јордан Мијалков ме прашува: Љусев, дали сме готови? Без да проговори ја отвори чантата, извади еден лист хартија, мирно, со вкочането лице, со своето милено ословување кон мене бате коле, ќе ја потпишеш ли одлуката за одземање на војната евиденција? Зошто ме прашуваш? Зар се сомневаш во тоа, вели академик Љусев? Ја потпишав одлуката, се прегрнавме двајцата и си рековме: дали екипата е готова за акција? Одговори Вкусо: се е подготвено и чека наредба од тебе. Ја изразив својата желба и срекно и успешно за срекно и успешно извршување и за постојано целовечерно информирање. По кратко време се врати и според договорот го изврши моето дислоцирање од дома, затоа што, почитувани слушатели, знаеле каде се наоѓа академик Љусев. Во тој период, повторно велам, секој ден катадневно ги менувале становите за да може акцијата на земање на војната евиденција да помине успешно. Цела ноќ постојано добивавме информации како се одвива акцијата. Во секоја општина на Македонија течеше безпрекорно, со исклучок на две општини, и тоа Кисела Вода во Скопје, Кавадарци и со одредени тешкоти Кичево. По извонредно пожртвувачката и успешна акција се подигне и авторитетот и моралот на Министерството. Бев задоволен и побарав од тогашниот министер Мијалков, ке каже академик Никола Љусев, да сите ангажирани ги пофали од името на владата. Рано утредента закажав за пладне состанок во владата на сите општински началници и одговорни за народната одбрана. Во тоа време се јави од Белград по телефон председателот на Република господинот Глигоров да праша: замислете, кога се одвивала ваквата акција, тогашниот председател Глигоров се наоѓа во Белград. Зошто? Се разбира, со една цел: да не успее акцијата, контраобавештајната служба да ги дофати пипците, акцијата исто така да не успе и по можност да настапи ликвидација на тогашниот министер за внатрешни работи и на премиерот Никола Љусев. Одговори вкратко: се е во ред, се враќам утре. Начинот на одговорот на Никола Љусев, кој знаел и кој има буквално посветено една книга на тогашниот председател Киро Глигоров, кажува дека всушност отсуството на Киро Глигоров во тој период било едно издајничко и големо предавство. Тогашниот министер Исто Дамјановски бил подоцна известен за акцијата и, ако добро се сеќавам, во дел од неговата книга со 4 до 5 специјалци заедно со Јордан Мијалков безбедно заминале во делот на Кумановско-Кривопаланечкиот регион. Тој период околу 700-800 млади луѓе ја откажаа послушноста на југословенската армија и под строга контрола беа сместени во логор на воениот полигон 15 на километри североисточно од Куманов. Откако не постигнаа согласност со представниците на третата војна област со Скопје да бидат ослободени, војниците одбиваа понатамошни разговори со нив. Во тоа многу им помогна фактот дека го имаа оружјето со себе. Почитувани слушатели, да беа обезружени
Тешка ќе беше нивната судбина, запишува академик Љусев. Затоа беа енергични, бараа разговори со представниците на владата и лично со академик Љусев, откако го прифатија владиниот повик за непослушност кон југословенската армија. Ете така, почитувани, сакам да кажам дека овие два мига важни кога се случуваше референдумот за независна Република Македонија и го одбрав токму мигот за денешната емисија на Радио Слободна Македонија, намерно можеби бев и помалку здодевна, но беше важно да се исцитира овој момент на книгата Предизвици на академик Никола Љусев, се со една цел да видиме дека само тројца луѓе успеале една таква акција која претпоставувам дека во други држави илјадници структури би биле влезени, успеале она што. Претпоставувам овие два мига да не бе, особено овој дел, ние денеска немаше да говориме за независна суверена Република Македонија. Од Радио Слободна Македонија уште еднаш одавам почит на овој силен, мокен великан на македонската современа политичка сцена. Му одавам, нека му е лесна земјата на академик Никола Љусев, првиот премиер, и на Јордан Мијалков, но беа важни и мокни. Знаеа и не подсетуваат во книгата Предизвици што се случува, почитувани слушатели, денес со тугите служби за распарчување на економската и политичка моќ на Република Македонија. Јас сум Валентина Божиновска, ова е емисијата Дзуница и ве поздравувам и ве потикнувам на размислување, драги слушатели, дека ништо интелектуалната сила, моќ, силниот патриотизам кој го има во луѓето, кој го е изворно и моќно чувство на секој од нас, не може да не уплаши. Ке бидеме сведоци на идните денови кога Социјалдемократскиот сојуз ке сака да го зашемети умот на илјадниците патриоти кои знаат и умеат да разпознаат што е вистина, а што е не. Ве поздравувам од студиото на Радио Слободна Македонија. Пријатен ден, почитувани слушатели. Srede pole pusto i da zbijari šepotat vo noć ta čudni tivki zmorovi glas da donesa da ja raspudat i vo beli svili da ja oblečam. Izgrej jasno sonce, tada se ogleda, kada odim veterve, rasplela ja kosata, sve što ima cvet da cveta, sve to da se zaniša, kada leta neka leta, pesmi da se zapleša. Obilje to rosno i dat biljari, svetlina na race nosat svatovi, da ja pogledam i da zapeam i nagradim Nea da ja pregrnam. Izgrej jasno sonce, tada se ogleda, kada odim veterve, rasplela ja kosata, sve što ima cvet da cveta.
Zunica. Otvoren magazin со Валентина Божиновска.